Отворен судир на Талат Џафери со СДСМ. Собранискиот спикер во изјава за телевизија 21 вели дека секој обид за заседавање на собранието, освен по избори, е обид за пуч. Џафери тврди дека се прават притисоци врз него за повторно свекување на парламентарниот состав, иако како што истакнува нема можност за тоа. Populli ka dhënë mandat në zgjedhjet e 11 dhjetorit 2016. Atë mandat të zgjedhurit e popullit e kanë verifikuar më 30 dhjetor 2016. Dhe atë mandat ja kanë kthyer sovranit deputetët të zgjedhurit nga populli me vetë dëshirë më 16 shkurt të vitit 2020 dhe nuk mund t'i kusht morën mbi vete që të rikthejnë diçka që e ka kthy populli përpos populli në zgjedhjet kushda që të mbahen ato. Vetëm populli në zgjedhje mund të rikthejnë parlamentin funksional. Повод за ваквата изјава на Џафери е иницијативата на СДСМ и коалицијата за свикување на законодавниот дом за потврдување на вонредната состојба од Пендаровски и владините уредби. На иницијативата се потпишани 35 пратеници кои бараат од Џафери да свика седница. Наспроти ова, бројни експерти сметаат дека распуштен парламентарен состав не може да заседава. Нелогично е според нив ако претседателот донел одлука за вонредна состојба, распуштен парламент да ја потврдува. Пратениците според упатените може да свикаат седница единствено на парламент кој е во заседание. Председателот на ВМРО ДПМН побара лидерска средба кај Пендаровски на која ќе се расправа и за барањето на СДСМ за кој Мицкоски смета дека е неуставно. Тој вели дека единствено народот има право повторно да ја наполни салата со пратеници. ВМРО ДПМН е со став дека изборите во моментов не се приоритет, иако се убедени во изборна победа. Се шпекулира дека намерата на СДСМ била свикување на парламентот освен за легитимирање на одлуките на владата и Пендаровски и за брзо распишување на парламентарни избори во јуни или јули. Соочени со можните негативни ефекти од коронавирусот и фактот дека прашањата за ЕУ и НАТО паднаа комплетно во втор план. Доколку тоа не го стори Талат Џафери, во игра била и негова смена.